Господи Исусе Христе, Ти благодариме, Те љубиме, ја озучуваме оваа книга Друм за Македонија од Тихомир Стојановски, издадена Скопје, Македонија 1997 во едицијата Лицеум. Тоа е една од тие први книги која опфаќаше некој македонски отпор кога Македонија се оддели од Југославија и кога почнуваше да се одврзува македонската историска приказна, потиснувана од политиката на доминација, знаете, забрана да знаеш кој си и што си, сатански доктрини на цели народи кои ги држи во проклетство, постмакедонски идентитети кои живеат на македонскиот полуостров и како некои сирачиња сакат да ја растргнат мајка Македонија. Господи Исусе Христе, отвори ги овие слова. Годишните времиња на македонската историја, 72 страна, значи пишувана пред 30 години. Годишните времиња на македонската историја. Собранието на македонците започна точно на Пладне, еден жежок јунски ден, недалеко од градскиот парк. Беше ден за подвршник, слава Ти Господи Исусе Христе. Жежок македонски. Сдруженијето антички македонци, опа, го чествуваше денот на смртта на царот. Во градското собрание, во бараките, на бината во левиот агол од мојата страна и во десниот од нивната, во нема присутност главите на Никола и Гоце. Едниот беше председател на републиката, другиот има лажна пушка во музејската витрина. Каревци и Делчевци не се караат и не се делат. Собранието на античките македонци под оружје не го избираше кралот. Еден македонец ни ја читаше неговата биографија. Поарно ќе беше да ни кажеше збор 2 за дешифрирањето на древно македонското писмо. На половина собрание влегоа двајца македонци. Едниот од нив финансира еден весник кој повеќе се продава вон, а помалку во поранешнава Југословенка. Не ја дослушаа биографијата, си заминаа. Влегоа двајца, излегоа тројца, може би беше предолга. Убаво е на куп да се сретнете со Ташко Белчев, Душко Алексовски, Симе Пандовски, на куп, скуп, Скупчи, Купче, па оттаму имаме Скупштина, Скупи, името на градот во кој се одржуваше настанот за кој станува збор. Димитар Ќорнаков рече дека ќе се гради споменик во центарот на Скопје на Александар Македонски. И така испадна. Го чул Господ. Нема поголемо величие од македонецот, му рекол на македонскиот актер еден турски историчар. Василјов зборуваше за зетувањето, за зетови, специфичен облик на владење древно македонски од Дунав до Крит, од Јадран до Црното море. Неговиот брзоговор подсетува на маршевите на фалангистичката формација на царот. Ги изостави препрочитувањата на древно македонскиот јазик. Не смеете Византија да му ја давате на Гркот, дорекол турскиот историчар. А настанот се случил во еден авион. Си летаат така македонскиот актер и турскиот историчар. И си врзале муабет во крпче, во името на вистината. Историчарот му рекол на актерот дека ослепените самоиловци се измислена опера за да се откажеме од Васил II македонец од Василевсот. Да им ја дариме Византија ним, првата на втората страна. Веројатно историчарот е прав. Едно од толкувањата. Тоа е уште еден доказ дека на историјата секогаш може да и се додава или да и се одзема. Кантар. На кантар студен со туџ го мерат. Кого? Душата на македонецот. Да се биде македонец е света работа. Жив нишан во светот. Зборува македонскиот актер во собранието. Жежок ден за подвршник. Некои други актери се искараа за награди на некаков фестивал. Ситна работа. Читам една книга за етногенезата на македонскиот народ. Убава работа, само ме смрзна
сенката од зад Карпатите. Ми го зацкрива сонцето, тргни се, ми го зацкриваш сонцето. Од еден наш документарен филм, и стави се, ми го зацкриваш морето. Зимурлива природа, замислете си, антички македонци и македонски словени. Така прочита во книгата. Студи, антички македонци и македонски словени. Беше рана утрина, го донесов професорот Белчев од студентскиот дом Гоце Делчев до пред мостот Гоце Делчев. Па колку имате вие тие Гоце Делчев? Тоа е оној со лажната пушка во музејската витрина. Оттаму го превзема една жена, професорот. Одлетаа за Канада кај еден македонец кој го споредува македонскиот јазик со јазикот на Хомера. А зошто тоа во Македонија не е дозволено? Веројатно е таа авторката на книгата. Залади. Ги вклучија клима уредите бараките во градскиот парк. Собранието под оружје. Излезе Ташко Белчев, ни пренесе поздрави од англискиот археолог Вардле кој изготвил археолошка карта на Македонија стара 50.000 години. По него дојде на ред една жена, зборуваше за матурската работа на сини со тема Филип II Македонецот. Па уште еден македонец постави опит за 50 годишниот молк за двата реда на Филип и Александар во учебниците по историја од 5 до 7 одделение, за неговиот разговор со убиецот на Рацина и мињата за тоа што треба да се изучува на бината сликата на царот. Ние видовме енциклопедијата скоро, се забрани. И забрануваш на Ману да издаде енциклопедија. Пазете, и не беше до крај, се да се каже. На македонскиот полуостров живеат македонци и постмакедонски идентитети, сите наши соседи и сите така наречени Словени. Некој рече дека обединета Европа е идејата на Александар. Веројатно е така, само царот не мислеше на разединета Македонија. На собранието можете да сретнете македонец кој одлежал 20 години затвор во Албанија. Чекори гордо со кренато чело и бреме на плеките, го земал својот крст и врви по Исуса Христа. Можете да се запознаете со штрајкуват со глад, член на синдикатите, кој 8 дена се искушувал покрај споменикот на паднатите борци, кои денеска се станати преку нивните синови и внуци, транзиционисти и приватизери, продавачи на македонските души. Можете да познаете македонка дојдена од Уругвај, може да ве изгори македонското сонце или да ве конзервира, смрзне сенката од зад Карпатите. Можете да бидете тажни кога ќе ви кажат дека Ристо Ивановски од Битола не е на собранието поради слабата финансиска состојба. Можете да се запрашате, да се опитате каква историја учат нашите деца, да се запитате, да се запрашате кога Министерството за образование и физичка култура и Министерството за култура ќе се разбудат од задкарпатскиот сон и ќе ги финансираат, поддржат книгите на Ристо Ивановски, Ташко Белчев, Васил Илјов, Душко Алексовски, Симе Пандовски, Ангелина Маркус. Дел од нив се веќе поидени по духовниот свет во Царството Божио. Кога ќе го заслужат пред своите институции она македонски, кога ќе го заслужите тоа? Беше ден за подвршник, собранието на македонците под оружје, македонскиот актер и турскиот историчар си леткаат во висините, горе во високото, нема поголемо величие од македонецот, му рекол турчинот. На бината сликата на царот, живиот нишан во светот, лета авионот. Македонецот и турчинот летаат со авион. Сенката од зад Карпатите, собранието под оружје него избираше царот, се читаше неговата биографија. Жежок македонски ден, оружје, шестмината на кои не им ги печатат книгите, поранешнава. А ке мора, никој не избегал од вистината, печи сонце, Македонија од секогаш имала топлина во душата, така да ова северна што го наметна Кукурајко лажот и неговите баш и бозуци,
не е реално, можеме да кажеме не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. 75-та страна ја означуваме оваа книга, чекајки го Г. Дали сте размислувале, македонци мои, колку чини македонското национално чувство на светскиот пазар? И колку пари се потребни да го продадеш својот народ? Прашајте го Кукурајко. Се продава ли тоа, на пример, за грст пари или само затоа да ви поможат да останете на власт? Или да им дадете да си отворат бази, депонии на нуклеарен отпад, или да ви се напечати весникот, или... Видете што се случува во Македонија денес. Те трујат со отпад и никој не реагира. Имаме ли ние македонците гордост да застанеме и да кажеме дека сме само македонци? Зарем мораме да се срамиме со привременото име, со понижувачкото менување на сонцето од Кутлеш? Зарем немаме право да зборуваме за македонските делби, геноциди, распарчени семејства, раселени, понижени, за да не можат да си појдат на огништата и на гробовите да запалат свеки? Зарем само оние кои не се македонци од секогаш ќе бидат поважни и подостоинствени од нас? Ова е пред 30 години пишувано. Зарем во весниците ќе се напаѓаат македонци кои ја бранат македонската историска приказна, ќе се цензурираат за сметка на некоја туѓа? Дали стравот да се биде само македонец е страв од самотија, потреба од татко, психолошко-психијатриски случај, страв, недоверба, македонец зад кој се крие дзирка некој наше соседче, наспроти фалангистичката духовна сила на оние македонци кои ја прифаќаат тежината на македонскиот крст, крст судбина, да го земеш својот крст и да врвиш по Исуса Христа, одговорност на индивидуата за сите нејзини активности, мисловни, вербални и физички. Видете што се случува во Македонија. Тортура. Пред неколку години во театарот на народностите, што сега се именува на националностите, сега веќе има турски театар, се прави друг, албанците останаа таму на пазарот, имавме премиера со чекајки го Годо на Бекет на пазарот. Со парите од дрогата купуваат територија, затоа доаѓаат белосветските сатанисти да ни кажат мора ова, мора она. Марш бре сатано од Македонија во името на Господ Исус Христос. Неколку месеци по нас, чекајки го Годо, излегоа со представа и драмскиот театар од градот на Вардарот. Деновиве студентите по актерска игра 3-та година на факултетот за драмски уметности во Скопје ја играа истата представа, чекајки го. Три патеки на една иста тема, или три теми на една иста патека. Јас би ги избрал студентите. Која вредност не чини мали и големи? Кој одредува? Македонија чека да ја распнете. Кога? Зошто? Ќе се најде некоја глупост или измислица на пазарот, во уставот да ги внесеш болгарците кои не те признаваат како име и јазик, ништо не признаваат тие. Зошто да го внесам сатаната во мојата душа? Марш бре сатано, на пазарот колку чини македонското национално чувство, има ли цена? Прашате го Кукурајко лажот во Дубаи. Не продаваат ли? Кој купува, кој продава, поради што, кому? Сатански свет. Крис долета во Скопје преку Шведска од Американа. Тој е театарски менаџер. Представата се викаше Сарајево, љубави моја. Автори беа двајца македонци. Тој ја разнесе по светот, чин за почитување, представа за трагедијата на еден народ, за еден град, за луѓето. За среќа во Македонија немаме ние таков случај, таков геноцид, такви теми за трагедии, или имаме и не смееме. 3 точки. Олеле, голема жалост ја стигна ахајскава македонскава земја според Хомера. Се зборува дека илјадници деца талкале со денови по Грамос и Вичо. Висок е тој кајмак чалан. Кајмак ли се произведувало таму? Се зборува дека на македонците им стрелале во тилот. Кајмак? Дека ги иселиле од сопствената грудка земја и не ги пуштаа да се вратат на сопственото. Ташко Белчев не можеше да појде на погреб на својата стара мајка. Море европејци. Дека ги иселиле, дека им ги менуваат имињата, личните имиња на местата, реките, планините, топонимија, оронимија.
Истите тие кои денес се горди оти ни го сменија знамето, ни наметнуваат понижувачко име, истите ни го сменија името, машната му ја даде. Го продаде народот, но народот рече не. Народот не е твоја собственост, бе. Начмичу. Сараево беше театарски град. Имаше фестивал. Во Македонија се играле трагедиите во македонските антички театри. Крис, менаџерот, не дојде на закажаната средба со театарот Скрби и утеха. Министерот за К го одвлечкал на ручек. Ние, македонците, знаеме да действуваме и да ја браниме туѓата мака. Сум видел безброј хумани гестови за некои други луѓе, представи, трибини, само не сум видел за нас, за македонците. Ете го јунакот Раиф Диздаревич еднашка забрани да се одржи средбата на децата бегалци од Егејска Македонија. Тоа беше во Југославија. Има луѓе кои помнат. Исус е на помош. По неколку години се случи босанскиот лонец. Прашање е сега дали би забранил, откако ја почувствува врз себе бегалската тага, да се одржи средбата на децата бегалци од Босна. Треба да се проба врз себе. И си ручаат така министерчето и менаџерот. Едниот од нив ја режираше представата Сараево. Темата е екзодухот на наводници македонците од Босна, на босанците од Македонија. Односно босанците од Беломорието, од Босноморието. И се спрема нова представа на 3 јазика, мулти мора да е во Македонија, сите јазици. Мојот декан е интересен, он е албанец, го изгласа таа претходната постава. И секогаш за некој повод пишува на 3 јазика, на турски, за да го оправда своето, на албански и на македонски. Дали е тоа законски, бре, луѓе? Дали е тоа законски? Секој прави што сака, вавилонска кула. И се спрема нова представа, актерскиот хонорар во таа представа на 3 јазика. Дајте уште еден, турете на руски. На руски турете. Скрби утеха. Актерскиот хонорар во таа представа на 3-4 јазика, во вавилонска представа е колку што театарот Скрби утеха добива за премиера. Само еден хонорар на еден актер. Кој кого го понижува, кој кого го рецензурира, треба да се проба врз себе синдромот на Раиф Диздаревич. Баханалии. Убаво име за театар, само чии, за кого, кому, ние сме тоа, нели граѓаноидите. Еврипид древномакедонскиот автор, дворски хроничар на македонскиот цар Архелај вели: театарот ги врамува општествените конфликти, судири на своето време и на својот народ, на македонците. Граѓаноиди, секако ќе го довтаса македонската клетва, крстот македонски, за некого театарот е трговија, ја продава сцената за собствена фалба. На Скопското лето имаше премиера. Александар Велики. Опа, голем човек беше тој, ама поголем од него е зборот кој недостасува во насловот Велик, Велјан, Велјо. Александар Велјо. Не бре луѓе. Александар Македонец од македонски збор како Олимп Македонец служе војска од Тузла. Солена приказна. Одевме на вежби пејќи иде Тито преко Романија. Ето и Тито ја затвори границата. Не беше лоша таа држава. Одредени теми беа забранети, имаше социјала, сега има криминал, те продаваат на Атпазар, македонецу мој, и си шетаат македонските деца по планините, Грамос и Вичок и Макчалан. Сараево, љубави моја. Македонија има своја тага. Режисерката на представата од Скопското лето избега од Босна. Бегалка. Раиф е десибе јуначе. Може би и не го познавала Раифа и неговата забрана. Сите ние некогаш бевме деца, се разбира, јас не судам. Господ Исус Христос ки им суди на сите. Крис не успеав да го прашам која е причината да ја носи представата од Македонијава, да докаже дека Македонија се грижи за Босна, а за себе, или го интересира македонската духовна сила, или ние сме земја баханалиска, каде беше Европа кога македонците беа избркани деца според песмата Проклета и триклета, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска. Се разбира, не судам јас.
Исус ќе суди на сите, кога се затвораа границите, кога се убиваа птиците, кога Раив Диздаревич пиеше кафе на теферичите, а ние си свиркавме. Ручекот сврши. Крис кој ако се етимологизира ќе се добие крст Крстос, расплат на крст не баре Исус Христос, раскрсти крстен крстосница и безброј македонски зборови од предпоследниот македонец, македонскиот речник. Нека биде мулти, само дали во тој мозаик има место и за нас, за македонците? Или сега ви треба некој нов народ? Сакате самите да се пребришеме? Не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Нас не запишал Господ Исус Христос и тоа слово не се брише. Македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни, дела 16.9. И си чекавме со Владо Денчов во бифето на МКЦ. Тој денеска во пензија вели нов почеток. Нема почеток, крај е веќе. Ар македонските слави за фатија. Годо не се појави. Театарот Скрби и утеха ќе преживее и без него. Еве, денеска можам да кажам дека тој е тотално оставен е театарот, вториот Скрби и утеха. Дај Боже да има и трет. Еднаш министерчето не прекрсти за гостувањето во Данска. Не прекрсти. Си се бутна тој преку ред. Фрлам копје. Никој не побегнал од македонскиот крст. Земи го својот крст и врви по Исус Македонецу. Се крстиме со двете раце, ние од представата, ние. Кој се плаши од македонската приказна? Се крстиме со срцето и душата. Татко, во името Исусово, дојди во Македонија и помогни ни. Последната записи од Тракискиот дом, едни други сега, оногурци и чукундурци, напнале човек на интернет, няма македонци. Пу, плукам на земјата, еве викал, ви ги мачкам очите да прогледате како Исус на слепиот. Записи од Тракискиот дом, 79-та страна. Псевдоскимно забележал дека градот го основале калхедонците и мегараните кога персиецот Дарий тргнал во бој против скитите. Тоа е некаде 513 година од македонската голема ера. Херодот пак вели дека византијци и несегни калхедонци, бегајки од феникијците, се доселиле во Месембрија. Плиний Стариот исто така го споменува градот со зборовите Месембрија, односно Меса, каде што планината Хемус се спушта во Понт, Црното море. И уважениот Страбон зборува за градот Месембрија, колонија на мегарците, порано викана Малсамбрија, град на Малса, тракијски вош. Сега и тракијци се појавија. А Брија на тракијски означува град. Цитам јас, денеска Несебар се наоѓа на северниот крај на Бугарскиот залив. На Црноморскиот брег во Тракијското поле во Република Бугарија, бугар-турски збор што значи збирштина. Зарем немавте македонско име бе, нашинци сте, а? Или сте оногурци? Голем број македонски туристи заминаа на таа страна. Автобусите со македонски туристи застануваат на новиот Несебар веднаш до македонското дружество Вардарско сонце. Внатре можете да се напиете кафе или да си каснете од сладките, ве чекаат тие со сладки. Над зидовите висат Дамјанијане. Додека ги прелистувам весниците ми кажуваат дека тие не се продаваат, но дека можам тука да ги читам. Внатре пишува за еден болгарец од Охрид, за неговите дилеми, се цитира изјавата на еден председател на една политичка партија за централистите и врховистите, упатена доману и така од оваа страна на македонската приказна на Пирин планина, во доцните тракијски ноќи се слушаат веселите песни на гостите на хотелот со симпатично име Балкан. Вистинското име е Македонски полуостров, да не заборавиме. Се пее на две точки српски, на македонски, понекоја на бугарски. А вие малцинство сте во својата земја, бе, јунаци, на Спаруха до Курчева. Го напуштам новиот Несебар, Вардарско сонце, се упатувам во стариот град. Археолошкиот музеј во стариот Несебар. Внатре се наоѓаат тракиски керамички садови од 9 и 6 век од македонската голема ера. Они на се ставаат тракиски, па после како да се приближат трако-македонски. Па кај се траките? Штрака, штрака. Сепак градот го основале траките при крајот на второто илјадолетие пред Христос.
монети на Трако македонски племени. Трако е прво, македонски второ. И македонските цареви. Пишува во својата книга Христо Бошков. Нумизматиката како наука и хоби. На еден од зидовите на музеот на зголемено пано е пресликана една од монетите, на неа пишува Македонијан апотне. Па ставете тракици да ишкрабајте таму, земете монета да бушате. Бошков, како што правите и досега фалсификатори едни. Бошков под местни племиња подразбира дерони, бизалки, орески, тинтени, пеонци, македонци, траки и беси. Македонци се сите овие. Тие се македонски племиња. Сите тие сечале, ковале своји монети. Македонците први ковале. Бесите, например, со Силјан и нимфата. Овој првиот силниот го има на една бронзена хидрија прегрнат со Дионис. Иван Карајонов, кај си бе јуначе, вели дека култот кон некои богови од Олимп, например кон Дионис, е од предколонизација на древните грчки племиња на трако-македонските простори. Кои се тие трако-македонски простори, кога полуостровот се викал македонски, не се викал тракиски? Сите вие си ја вртите водата на својата воденица. Грците според нив дошле во 6 век, пред македонската голема ера. Но да видиме, македонци имају што вели една друга мощна интересна книга, издадена не така одамна 1994 во Софија. Тракиски племиња во 6 век пред нашата ера или од македонската голема ера се трибалите, северно-западни покрајини на Бугарија. Сердите со средното течение на реката Искра, србите или сердите. Медите по горниот тек на реката, па дајте од медот да пробаме и ние. Бесите околу Витоша и Рила, сатрите околу реката Места, кај што пеат и денеска, по долниот тек на Вардар мигдонците, диобесите по горниот тек на Марица, по долниот тек на Одрис, и сето тоа се македонски племиња на македонскиот полуостров. Во предговорот на книгата пишува дека тие не се стремат како во комунистичките верзии на историјата да ја прикажат единствената верзија на вистината, туку дека тоа е една од можните варијанти. Во Месембрија се ковани доста монети со ликот на Филип и Александар, македонецот. Првиот, впрочем, го основал Филипол 341 година од неговата ера. Денешен Пловдив, плови си ти Пловдивче, односно полето на Филип, половина Пољана, па оттаму имаме Ополе, град во Полска, или Тракиски пол. Штрака, трака, трака, трака. Понатаму пишува за траките кои штракаат и тракаат, кои се бореле на Пидна заедно со македонците, на Дерсе и за царувањето на Лисимак и за тракиската римска провинција. Нормално ќе ве поделат тие на склавини, за да не знаете кој стои што се. Да се подсетиме дека една од тракиските божици е земја, објаснена на современиот македонски јазик, земја. Во другата просторија на археолошкиот музеј, на друго пано обесено над зидот, пишува дека Васил први македонецот го обновил урнатиот Несебар и долу подпис Васил и Лав заедно со Александар. Зошто не се викал Тракиец? Достасот ми штрака, трака, штрака, трака. Еден возац ми наплатува 200 лева помалку кога му кажувам дека сум македонец. Со мојот собеседник, несудениот археолог и собирач на македонско-тракиски монети, разговараме за темните петна на историјата. Ми објаснува за роднинската врска на Атила Камшикот Божи со Кубрат. Ние врска немаме со ова историја. Ние не сме тие. За хазарите кои ги набркале кубратовци и аспаруховци отаде Дунав. Ако сте аспаруховци, бидете си тоа. За последниот тракиец Гај Јулиј Реметалк во Слободна Тракија, 44-та година од македонската голема ера. За тоа каде исчезнале траките? Штрака, трака, трака, трака. Во доцните тракиски ноки, додека ја слушам веселата армоника од хотелот Балкан, треба да се вика Македонски полуостров, читам во историјата издадена не така одамна во Софија, мощна и интересна книга, период од 7 до 9 век од оваа ера, Хера. Бугарското општество содржало две етнички групи, бугари и славјани, и два говорни јазика, български и славјански. Првите биле монотеисти, верувале во еден бог, вторите политеисти. Мощна интересна книга. Хера била во брак со врховниот гробовник Зевс 400 години, па оттаму изведен зборот ера, ера. Во македонскиот речник има две толкувања на зборот ера. Првото означува седало, второто придавка на друг збор.
Автори на книгата за ова двете българи и славјани се В. Мутавчиева, А. Пантев, К. Косев, С. Грнчаров и Божилов. Тоа е. Ако сте бугари, вие не сте македонци. Ако сте македонци, сте македонци. Не можеш да бидеш двајца, бре, човеку. Тоа е шизофренија. У бесоните тракиски ноки. Вториот такси возач разговараше со мене за историјата. Знам многу историја, ми рече. Зборуваше како сака да отиде до Охрид, да ги види Самуиловите кули. Го прашувам за траките. Одмавнува со главата. За Самуил, ми вели. Трудно е за траките. Трудно е, браќа. Во археолошкиот музеј има огромен ќуп стар 7000 години. Зошто Дарий третиот персијанецот тргнал против скитите, потоа против нив тргнал и Александар третиот македонецот. Мајка ми е од Тракија, ми рече. Еден од моите соговорници од Пловдив, а тој е македонски полуостров. Тој град го основал Филип. Кој Филип? Втори македонецот. На едно поле. Зошто траките не тргнале против скитите? Скитите скитаат, траките штракаат, штрака, трака, 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 но не оставаат траги. На заминување ми кажаа дека недалеко од Несебар е откопана монета со Филип II, на која има сонце со 5 крака. Тоа е уште една трага, тракијци мои. Балкан Житар 1996, тука некаде во Тракија, за жал ненаучена лекција. Денеска напнати, запнати, булгари, грци, албанци и сите други да ја сничкосаат Македонија. Македонија не можете да ја сничкосате, тоа е тесна патека. Го земаш крстот на Исус и врвиш, македонец човек кој повикува кон Господ Исус Христос. Бегај од Македонија, Сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Македонија е земја на Исус Христос, нека овој дожд што лее цело време ви ја измие омразата, ве искапе од калта и блуеницата, да се покаете, да ги признаете македонците, да ги отвориме границите, да живееме како браќа и пријатели. Мир вам до Царството Божјо. Слава ти, Господи Исусе Христе. Штрака, трака, трака, трака. Амин.